Да, Марио и Ивуна сте веќе во студиото на телевизија Нова. Ви реков дека ќе зборуваме за тоа што значи да се биде влогер или како тоа се создава YouTube канал. Веројатно е тоа лесно за генерациите кои што нели се како нив на возраст, но за нас нешто повозрастните не е баш така едноставно. Но нели сите ние имаме деца, па знаеме како тоа изгледа кога вау се прави кога ќе се види некое ново видео, токму на некоја тема нели од животот воопшто. Додека се подготвувавме за ова отворена попладневна програма, нели, со збор два што како, јас сакам да почнам од почетоците, а почетоците немаат врска со YouTube. Да се договориме, туку имаат врска со музика. И супер, денеска направивме една музичко-влогерска емисија. Да, здраво, добро ни дојдовте. Ви благодарам, подобро ве најдовме и ви благодарам на поканата. Благодарам на поканата. И сега супер ова, Марио, како беше ова со вапцувањето јајца и со... Да, зборував една анекдота што се случи со Бајлева, пошто бев на факултет пред овде да дојдам. Читавме некакви статуси и коментари кои ги објавуваат жениве пред Великден во групата која постои на Facebook. Не сум член, меѓутоа една моја колешка ми го прочита и беше многу интересно затоа што се запрашуваат самите дали е добро да се пере талишта во очи Великден, па едната се советувала со нејзиниот духовник, тој рекол дека Господ нема ништо против хигиена и машините. Така да, беше многу смешно, мислам, малку лунчињето се помеша, мислам, верата отиде предалеку и луѓе почна да ја гледат многу сериозно зашто и не е наменето. Да, а ќе биде ова дел од некое следно видео? Да Па не верувам, затоа што на YouTube постојат одредени правила кои мислам дека ние малце сакаме да имаме публика од секоја една луѓе кои не следат се не само христијани и не слават Велик, така да не сакаме да се оградуваме. Добре дојдени се сите на нашиот канал и не сакаме да потенцираме Великден ли е, не ли е. Им го честитаме на сите нели што го слават, но ете и им посакуваме убав ден на оние кои не го слават. Великден ми е мојот омилен празник и штета што ова Великден нема да видам со моите најблиски, ќе одам на снимање едно на емисија во која што нели годинава учествувам, но го сакам и го поштувам Великден, но нели не сите слават, не сите веруваат, така да нема потреба да се оградуваме, да не се повторувам. Така да, тоа и јас им го честитам празникот. Музиката никако ве спои, така. Па да, музиката имавме околу 12, 13, 14 години, не можам ни точно да се прерачунаме затоа што лажевме за да можеме да се надпреваруваме. Требаше одредена возраст и наистина не можеме да се навратиме баш конкретно. Меѓутоа тркнавме прв пат на македонскиот идол кој се емитуваше многу одамна и за жал никогаш повеќе. Таму се запознавме, бевме и двајцата од Куманово, се знаевме од претходно, не се сакавме воопшто, бевме некако ривалски настроени, се чувствувавме некаква конкуренција и некаква не можам да кажам омраза, меѓутоа антипатичност. До одреден момент потоа отидовме на едно друго надпреварувачко музичко шоу каде што не ставија во група и во на мене и уште еден наш пријател Мартинијан да го представуваме Куманово, тоа се емитуваше на националната наша телевизија, нели МРТВ. И таму всушност се здруживме, оти моравме да се бориме за градот и освоивме трето место на тоа шоу, што беше супер за нас, едно големо искуство и од тогаш не престанавме до ден денеска да се дружиме и тука настани тој YouTube канал и многу наши успеси и падови, така да. Застани. Зошто не се сакавте? Леле, не знам, тоа е вајда вообичаено во Куманово, не малку сме трсени народ. Не, јас велам не сме се сакале затоа што јас сум лав, а тој е Шкорпија. Да, ние многу веруваме во астрологија. Да, и првиот спој помеѓу лав и Шкорпија е таков, но подоцна кога ќе запознаеш запознат. Да, дефинитивно сега не би кога лавот ќе се ги запостави егото и сите останати работи кои не се баш тако практични во секој невијето и тогаш ќе може да комуницира со Шкорпијата. Ќе треба нов Не, YouTube канал. навикната е веќе. Ја често кога ќе се налутам на шала, ќе си одам. Ќе остане само Марио. Само Марио само од канал. Да. Се зезаме на себе симпатично. Како беше во МРТ кога се боревте за Куманово? Прекрасно искуство, не споја така, нели, спонтано не споја мене Мартинијан и Марио, секој си имаше нели своји песни, секој си го негуваше својот стил кој што го нели го пее.
се дружевме, многу дружби, Многу убаво, многу да. убави, Не многу помеше и убави со други спомени. градови, всушност Да. се снима неколку емисии поред. И така беше многу интересно и многу нели нови познанства, просто пријателства кои стануваат за цел И живот. ден денеска се Да. тука Да. и всушност и најубавите моменти заеднички со излегувања, со прошетки, со нели сите авантури ги имаме таму преку сите наши песни, преку тој Да, проект. така е. Тој не спои, ете, сега не одржува заедно. Сега идеме Супер. поединечно, но се поддржуваме кога Да. се надпреваруваме заедно. Ивона Годинава е на Звездите на Грант. Јас Да. многу се радувам на незините успеси таму. Јас пред една година учествував на бугарскиот X Factor и стигнав многу далеку. И она исто така беше горда на мене и навистина сме поддршка еден на друг и затоа веројатно вака добро функционираме и стекнуваме многу публика за многу брзо време од и нашата енергија која емитуваме, дали тоа ќе биде на нашиот YouTube канал или на телевизија која ќе се појавиме да пееме, веројатно позитивно влијае кај луѓето и на доживува. Знаеш, не сум видел човек кој е на нас равнодушен, што е многу позитивно. Без разлика на тоа дали коментарите се лоши или добри, секој реагира. Има И реакција, тоа е најбитно. многу добро и ние Да. тоа многу си го сакаме Да, кај нас, затоа да. што тоа беше и нашата цел. Супер, сега ќе прашам Ивона, Марио многу зборува. Ќе му кажеш? Не. Дали е возможно некој да не примети дека збор? Не, навикната сум си јас. Да си тој зборува, ја да се согласам со Ја го представувам нашето двојство. Да, не. Кога моето мислење ќе се нели ограничи од неговото, ќе се тргне, јас си кажувам, вака да не се повторуваме. Така е, да. Тоа е тоа. Не, мојабетот ми е како тргна со музиката, секој од долна. Како Ивона тргна со музиката? После шоуто, после надпреварувањето, нели Нема заврши пред надпреварувањето, Пред како како? дојде идеја, Како? да. Нели, од кога пееш? Од секогаш пееш? Од... Те Се прашав... започна чудно. Спремавме приредба да се опростиме со нашиот учител од 4-то одделение, кој што многу бев приврзана за него и јас бев водителка, вашата улога имав. Спремавме, секој си имаше своја точка. Некој рецитажа, некој глумеше, јас ја водев програмата и имавме нели музичко образование, книга и на последната страна имаше приспивна песна. Ја не и понатаму не знам тонови, значи ја не сум музички, музички немам образование никакво и јас буквално по текстот си направив своја некоја мелодија и нели го завршив програмот. И велам и за крај сакам јас да ви се представам, нели да завршиме приредбата со една моја изведба. Јас си оставив папката од која што читав, си зажмурев со очите, се внесов и приспивната бидна приспивната песна и кога ги отворив очите всушност видов мајка ми беше фрапирана. Некои луѓе плачеа, мајки, татковци, баби, тука беа сите, тоа беше приредба и од тогаш, од тој момент ја се приклучив на хор, мојот учител ме приклучи во хор. Така, хор, па македонски дол, по дома почнав да пеам, а претходно до 4-то одделение ништо, значи никаква нит желба, нит да кажеш дека имам некој талент. Ништо, од тој момент се почна. Добро, јас сигурно сум да слушнала и на сите наши песни кога се бореле за Куманово, но она што мене ми беше фрапантно сега, нели со гласот и ова, не сум ниту јас некој музички образован но како гледач, како нели човек, најголемите критичари се всушност. И да се договориме, не гледам такви шоуа како што се Звезда Гранта, но еве, нели, Звездите на Грант ми пуштија луѓето и навистина е тоа нешто за воодушевување, за вау. Јас не знам како тоа би изгледало кога вие би имале музичка наобразба. Што тоа ќе ви донеса нешто и затоа ве прашав. Што ако се запишеше Ивона на музичка академија? Единствено Ивона немаше сега да бара ало во кој тоналитет пеем, ја пеам песната. Ке знам да си правам своји некои аранжмани на песните кои што нели сега барам помош од луѓе, тогаш ќе знам самата, ќе си седнам и самата ќе си ги навезам, ќе имам валјда повеќе некоја инспирација, но за жал во Македонија со такво образование само до тука ќе застанам. И затоа јас решив на стоматологија. Затоа, да, стоматологија, План Б секогаш мора да постои. Да. Нешто по така инспиративно, нешто по економично, нешто што утре ќе ми донесе повеќе парички, нели, а музиката од мене не може да ја извадат.
Само може да ја инспирираат и да изнесат од мене, да Ги ја прашавте извадат, да ми ја земат. Не. потоа своите родители дали имало некој во семејството кој што убаво пеел, некој кој што од каде што би можел талент. Тоа е талент невиден сега, добро да не се повторувам, ама Никој од фамилијата не пее, сите се ама големи антиталенти за пеење, огромни антиталенти за музика. Секој како јас се приклучив нели на шоуто, знаат тоа нема да имало енергија нешто, нели си даваат за право, секој си дава за право да си каже. Добро и треба. Да. И Да, треба. За добро ваше, за твое веројатно, да. Да, но сите се антиталенти. Неверојатно. Тоа Неверојатно. пак ќе кажам, како што Господ е, никој не е. Баш така, да. Марија, а твојата приказна? Мојата приказна следи, мојата е пократка од причина што ни сам не знам како све почна, но знам дека како многу мал, имам и слики и видеа дома по касети што снимале, сликале, сум правил представи по дома, облечен као некоја холивудска звезда, ќе се качам на маса или столче, не е битно, ќе дојдат гости, ја ќе излезам и ќе почнам со моите номери една по една, дезодорант со рака и така се замислував како јас еден ден ќе бидам мега гига популарен и дека сите ќе трчат по мене и ќе бидам нов Елвис Пресли. Меѓутоа се случи нели школото, образованието и така натаму, каде што исто така јас пред класот на големите одмори излагав и им држев концерти, некој ми се исмејува, некој ме омаловажува, некој ми се радува, некој ме почитува, некој ми верува. Дојде и моментот кога созреав малце повеќе, сватив дека нештата не се баш така подмачкани, да, и розеви, но не се откажав од тоа и ден денеска јас сонувам да бидам на едно тоа високо ниво во однос на музиката, меѓутоа сватив дека треба да ги чекориме вистинските чекори и се да не се случуваат нештата преку ноќ, оти тоа е само инстант слава која многу брзо поминува. Јас сум ја доживеал во неколку наврати и сум сватил дека ако железото не го ковеме додека е топло, можеме само да им досадиме на луѓето. Сега преку, например, YouTube-от јас се трудам да им го задржам вниманието на луѓето, а при тоа да не им досадам и да можам таа популарност да искористам и во однос на музиката, а популарноста што сум ја стекнал до сега занимавајќи се со музиката, пробав да искористам на YouTube и тоа се некако да направам еден компромис, заедно со Ивона да се споиме и ете, белким две глави се попаметни од една и се надевам дека ќе успееме да бидеме новите представници не само на македонската YouTube сцена, туку и на естрадното небо од Македонија, да чуе цел Балкан за нас, а зошто да не и цел свет еден ден. Да. Докаде далеку не знам, не сме гледале бугарски X Factor, докаде стигна далеку Марија? Стасав до најдобрите 24, што беше за мене голем успех, од причина што имаше многу пријавени, тоа е сепак многу? па илјадници луѓе, ако можам конкретна бројка не знам за да не се расфрлам се со терминологии, но суштински имаше навистина илјадници луѓе пријавено, од кои ете да доеш у првите 24 и да стигнеш до таа последна фаза, односно куќата на судиите, каде што ментор ми беше еден од најпопуларните изведувачи на Балканот, моменталното е Криско, и навистина го доживеав тоа некако, ми беше многу драго што ете и таму луѓе, ја таму бев еден период стварно многу популарен, а не бев ни свесен за таа популарност од причина што... Некако ни тргна со Идол и Тара зборуваше за Идол и он беше на бугарскиот Идол и таму Тара го знаат. Да, ама обезбедување имавте и вие? И имаш обезбедување не, Тара беше во малце под снежните фази на Идол и беше он веќе таму живееше извесно време. Јас за разлика од него не. Јас сите тие емисии ги изнаснимав, пошто тоа се снима и потоа тек се емитува. И јас всушност не ни знаев што се случува. Се емитува и ја гледам дека views на YouTube има, прегледи, коментари, луѓе го пишуваат на мреживе, меѓутоа ништо тоа не можеш да го доловиш со зборови доколку не го доживееш. Кога ја отидов на првата гала на X Factor, јас сватив дека како стасав во Бугарија со автобус, мене ме препозна на шалтер кај се купува карта и реков на Ивона имаше една анекдота со полицајци, многу се озвилни и многу се лоши во Бугарија, уште на автобуската дочекуваат кој да си најголем криминалец на свет. Јас одам, здраво, X Factor, викам, hello. Онака се беше, знаеш, некако луѓе и ти станува од една страна мило, од една страна напорно, затоа што некојаш ти е непријатно секој да те препозна во секој момент, се качуваш од трамвај сите луѓе вака се вртат. Сега и ти не си свесен за тоа. У Македонија се движиш со години, пак реков 8 години, некаде се појавуваме, учествуваме, па не е ни чудно кога некој ќе ти каже да познат си ми те видов ваму таму или не е битно. Но таму јас прв пат уствари ја посетив Бугарија кога отидов да се пријавам на X Factor. И тоа навистина ми беше
беше убаво доживување, без разлика на тоа што успехот не ми беше не знав каков. Навистина бев забележан, навистина бев забележан, стекнав голема публика и таму и ете можеби у некоја следна прилика би се пријавил пак на тоа шоу затоа што сватив дека е буквално лиценцирано шоу кое стои и ги држи стандардите кои можеме да ги гледаме и во Америка и во Велика Британија, од каде всушност и потекнува самото шоу. Супер. До каде е Ивона во Звиздите на Грант? Па сега во сабота тргнувам, во понеделник официјално снимам трет круг. Добро. 9 април, така да вториот круг се емитуваше на телевизија, сега третиот ќе видиме, јас се спремам пополека, тоест се сум спремна, само чекам да тргнам и многу ми е криво што нема да бидам за Великден, пак ја повторам. Да. Тука во Македонија, ете, Да, просто мора, некои работи мора да ги откажеш за да нешто добиеш. Можеби тој ќе ти дојде се среќа, да не се лажеме. Така е, да. А што е целта? Што е сонот твој во однос на тоа Звиздите на Грант? Како, Може ли? се извинувам? Што е целта? Што е сонот? Велам, имаш некоја, не знам, јас ако се прашувам лично, мене не си ми тип за таму, како да кажам, не знам. Добро, тоа малце се Да, промени. Сите или имаме се промени израза. сега, да. Пред 2 години, кога јас учествував всушност прв пат таму, Добро. не бев за таму, затоа што не знаев што барам, нит кај сум, ни зошто сум, само јас идев. Значи, ете, само да буквално Да, идев, да си пеам јас. Но откако после 2 години директорот нели на телевизијата на шоуто на Грант да. што е, Саша ги помести границите. Некако сега процентуално сме повеќе застапени. Така е. Поп музиката повеќе застапена за разлика од народната музика. И се те наоѓаш. како имам што да барам Супер. таму и те како ја знам својата цел, се сремам кон тоа. Што е целта? Тоа ми е мојабот. Сакам просто да влезам во Да Грант, бидеш забележан. да бидам забележана, пред се да бидам забележана, да оставам некој трак, да не биде само нели само ме имало и после прошинката. снимало. Да. Значи да оставам трак и да влезам во Грант и таму да работам, зашто да не. Само да работиш. Да. А стоматологијава? За се има време. Значи, иако се одделни, иако се нели различни, може да се склопи. Значи, јас кога ќе го завршам факултетот, Да поправам заби, например, ќе се заедно со поправам пеење. заби апсолутно со Ќе ги забавува Да, клиентите, да. зашто да не. 2 во 1, шминката ја сакам 3 во 1. Вчера зборавме со Марио, можеме да имаме некој од страна кој што ќе работи во ординацијата како шминкер или јас. 3 во 1, просто Прават забите, шминкаат, ти пеат, као, аварија се. за пожелети. Добро, и како тргна се во однос на YouTube? Ајде да се вратиме на тоа. Да. Кој беше Марио прво? беше така иницијаторот? чудесно инспириран иницијатор во однос на таа тема, затоа што Марио учествуваше во неколку реални шоу и свати дека тоа е многу актуелна тема моментално и многу популарно нешто. Видеата кои се поставуваат се многу гледани, публиката е жедна за нешто такво во Македонија, и во светот луѓето живеат од тоа. И Марио одлучи, без да ја праша Ивона, да отвори канал под име Ивона и Марио, кој денеска број скоро па 7.000 фанови. Го отворив тој канал и пратив линк и реков, ајде честитки, доаѓај да снимаме видео. Ивона првин беше у фазон јас пред камери да зборувам глупости и да се глупирам у 20 кусур години, намера немам. Викам, слушај ме, многу е добро. Ке видиш. Ја навлеков, седнавме пред камера и од тогаш ете и ден денеска не станавме од пред таа камера. Стававме многу актуелни за многу кратко време. Тоа се во прашање се, можам да речем и помалку од 7 месеци, затоа што едно време паузиравме од еден куп обврски приватни. Меѓутоа, за тие 7 месеци ние стигнавме до 7.000 фанови, до скоро 1 милион прегледи на YouTube, што воопшто не е мала бројка, ако се споредува со овие статистики кои владеат во Македонија. Но не може без се уште да се споредиме со оние на Балканот или во светот, затоа што таму е тоа развиено веќе со години наназад и ете можеби од една страна беа и наши инспирации у тој момент, зашто можат тие, а не можеме ние у оваа земја. Не мислам као ние, јас и Ивона, него општо луѓе во Македонија на наш јазик. И многу сум среќен што ето учествувавме при развидок на таа YouTube сцена и во овој момент сакам да ги охрабрам сите оние деца кои не гледаат, имаат било каква идеја, креативни се на било каков начин, да го споделат тоа со јавноста, дали напишан или во видео формат, да, влогер, јутјубер, што би рекле, што би кажале, ајде да зборуваме по-литературно. Суштински, навистина има многу луѓе кои имаат голема трема, имаат страф од
критика, имаат страф од околината, што е и логично, затоа што сигурно ќе налетиш на нешто такво. 90% од повозрастните сметаат дека тоа е обично глупирање, дека од тоа никаква фајде ти немаш, зашто би се снимал, зашто да те гледа цел свет. Повозрастните што ви рекоа по дома? Не се глупирајте. Јас го отворивме каналот. Не, Марио го отвори. Добро, Марио го отвори каналот и ја кажувам медијата првично беше што, зошто, Ивона имаш толку многу обврски, учествуваш на грант, студираш, бла, 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 бла. Што ќе ти е ова? Што ќе ти е ова? Еве, јас им кажав, само вие тргнете се на страна, не ме успорувајте и гледајте. И гледаат. И што? Моментално гледаат. И добро, и како тргнува се во однос на снимањето? Не знам, се тргнува од никаква нешто што Од идеја. Од идеја? Знаете, Ајде. морате за таква работа да имате константни идеи и некаква инспирација. Среќа, па реков, веќе постојат многу Некои, големи јутјубери така во е, светот, па да. можеш да им ги крадеш идеите, ајде да речам, не дека ние сме не знам колку автентични во однос на тоа, затоа што ги реализираме истите предизвици, да речам, што Но ги со реализираат наша- скоро па сите јутјубери, но малку ете ги реконструиравме и ги направивме, ги прилагодивме на условите кои ние ги имаме. Ние буквално немаме никаква опрема за снимање, немаме студио, немаме ништо. Снимаме на еден билдзит кој се наоѓа во мојата соба, снимаме со телефон, селфи стик и буквално Идеја. се трудиме и ламба и се трудиме од тоа да направиме едно налик професионално видео кој ќе привлече внимание. На почетокот тоа одеше поспоро затоа што тоа беа немонтирани видеа, досадни по половина час, не можеш да исечеш блам, не знаеш да исечеш. Со тек на времето се нешто поднаучуваш, се нешто сакаш, апетитите се отвараат и просто само по себе си доаѓа. Денеска тие видеа траат по 10-15 минути, имаат многу поголема гледаност, многу повеќе коментари, повеќе лајкови. Секојдневно на ден ние добиваме од 100 до 200 претплатници или сабскрајбери, што е навистина многу за овие простори и чудна поддршка. минатиот месец Голема месец да важевме за еден од каналите што најбрзо раснат, односно прв што најбрзо расте во Македонија со претплатници и бевме многу горди на тоа затоа што и мечтаевме за тоа и денеска не сме ни свесни колку всушност кога некој ќе ни упати позитивна критика, не ја прифаќаме како да е на наша адреса и не ни се верува дека тоа се случува. Деца буквално ни се заблагодаруваат затоа што постоиме и денот им го правиме. Тоа се навистина можеби од една страна клише коментари, од друга страна некој стварно така ги доживува и многу сме среќни поради тоа што се однесува до родителите. Моите родители беа скептични во однос на веќе им беше, мислам, ја ништо не може веќе да ги требаше да зачуди се од мене. бојадисуваат зидот во бело или не? Не. Се Беше, адаптиравме бе. на тоа што ми имаме, сега сме у план малце да промениме Добро. за да имаме шаренило позадина, меѓутоа степ бај степ. Моабетов ми беше дека нив стварно веќе ништо не може да ги зачуди во однос на мене, затоа што ја имав такви небулозни некои испади во текот на животот што прв пат ја кога им соопштив луѓе ја добив понуда за реално шоу одам, они беа фазон не, имаш Не може да имав одиш. тоа колку 19 години Не факултет може да одиш запиша, факултет. не идеш, окей, вие вашиот живот, јас Јас мојот. идам. Откако јас тогаш отидов во реално шоу, откако они 24 часа има можност да ме гледаат пред камери и што зборувам со вакви бубици на мене, да не може да се сокрие ништо, кога се вратив дома сватија дигнаа раце луѓево јадни, прави што знаеш, само да си жив и здрав. Така да не, јас се трудам да не ги разочарам и се трудам да правам нешто што е позитивно од секој можен аспект. Јас во YouTube-от навистина не гледам ништо лошо. Жал ми е што тоа не е актуелно кај постарите генерации, оти навистина не мора да значи дека ако си постар си попаметен и поискусен, не дека ние солиме некаква памет на YouTube, да не се разбереме погрешно, меѓутоа тоа е навистина за анимација, забава, како некој што седнал да гледа емисија, ток шоу, било што, така може да го уклучи нашиот YouTube канал по име Ивона и Марио и да погледне некое наше видео каде што исполнуваме разноразни предизвици и навистина е тоа симпатично и смешно и забавно. И тоа не го ограничуваме со години, има јутјубери кои имаат по 12 години, просто нивната публика е автоматски само тинејџери или деца помали од нив. Ние се адаптираме нашите години да соодветствуваат или соодветуваат со она што ние го работиме, така да не се срамиме од она што го работиме. што е Добро, најважно. какви се тоа предизвици? Оние што не гледаат На се пример, луѓе од секакви генерации. земаме Ајде. фрижидер имаме. Го отвараме Добро. фрижидерот, сите производи гадни или убави, гадни го кажувам ова у момент кога би Ми се се- помешале. така
да. Земаме креми, краставица, млеко, јогурт, ајвар и ставаме у блендер, го мешаме тоа и го пиеме, на пример. Ставаме слушалки на уво, пуштаме гласна музика. Ти ми кажува зборови, ја треба да ти ги прочитам од уста. добро. Тука настануваат мал милион грешки кои се пресмешни у ситуација, затоа што тоа е све тензично и тоа е све многу брзо, многу интересно. Разни предизвици, погоди кој сум. Држам лишче на глава или телефон и имам едно напишано име. Ивона ми објаснува по некакви неизини термини, што, како, ја морам да погодам кој сум. Кажуваме вицеви, најчесто имаме серијал Глупи вицови, тоа се навистина кратки и глупи вицови, кои всушност предизвикот е да не се насмееш на нив. А буквално еве виц, си одела една баба, заборавила да диши и умрела. И луѓето на тоа се смеат. Али навистина е глупо, навистина нема никаква смисла. Али тоа кога ќе се спои еден серијал, едно кратко видео, 10 минути со, например, 15 такви вица, станува интересно, затоа што у тие моменти... Ја може кога сме е кај многу енергијава да смешно. прашам нешто, Ивона, кога ти зборуваш на тој YouTube каналот? Па ета се трудам. Она кажува на крај ви благодарам што гледавте и пријатно. Не, знаеш, имаме најава, да си ја кажеме најава. Ајде. Можда сакате да Може, чуете нашата може. јава. И здраво на сите, јас сум Марио. Јас сум Ивона. И добре дојдете назад на нашиот YouTube канал. Welcome back! И тоа welcome back е најиритантното нешто што постои на Да, нашиот канал. welcome back е добродојавте назад. И толку беше спонтано кога го откривме дека ќе го ставиме во видео. И сега у коментари одоздолу ни пишуваат welcome back, да Баталете го тоа. А ја најиритантно што може welcome back. Као I'm back. Така да зграбувам моменти кога сакам да кажам нешто. Чекате малку. Неподелени сме се у видео, имаме концепт у глава што би требало да зборува она што ја мислам, просто имаме интеракција. Сега ние зборуваме со тебе, па сме тројца, па не можеме на ред да доеме. Така е, Меѓутоа кога се двајца, просто сам со себе не можам да зборувам, ми треба соговорник, така да Затоа ме Ивона. зема. Ивона да, иначе не би ја земел уопште. Уопште, што ќе ми е лаф Тоа ќе живот. ми е во живот лав. А о лафите како треба? Ототе. Добро се. Кому како? Која е целта освен забава? Да се заработи, може од тоа? Да се заработи може, со тоа што Македонија е тоа многу запоставено и за сега неуспешно. Може би заработуваат 20 до 30 јутјубери, тоа буквално минимални пари со кои не можеш да живееш ниту 3 дена. Зборувам за нормални услови, не е луксус. Така што ние не заработуваме буквално ништо. Настанува, доаѓаш до една ситуација на популарност каде што, например, ти се јавуваат разноразни спонзори, брендови, кои ја сватиле поентата на тие инфлуенсери, затоа што луѓето понатаму не се свесни, мене ми е многу жал. Меѓутоа, не се свесни колку тие инфлуенсери имаат влијание врз младите, кои всушност се најголеми потрошувачи денеска, затоа што единствено младите не размислуваат на што фрлаат пари и може лесно да се манипулира со нив. Нашата цел не е тоа, од причина што не би прифатиле да рекламираме нешто што нам првенствено не се свиѓа, оти го губиме довербата, ја губиме што сме ја стекнале кај публика, да сме ја стекнувале со месеци, така да од тој аспект можеш да имаш привилегија, да речам. Ги добиваш прв некои производи, но до тој степен и како треба да доеш, можеш многу да работиш, да те дознаат фирми, да те дознаат сајтови, онлайн продажби и такви некои ствари каде што можете да те снабдуваат со разноразна гардароба, шминка и така натаму и на тој начин да ги рекламираш. Освен тоа, нели, не знам, сигурно заборев да кажа, искажувањето на гласно и јасно мислење пред камери. Е тоа сакав и да прашам, да. Колку е тоа важно, да речеме, кога се млади во прашање, нели, да се кажува гласно и јасно нештото или нештата? Доста важно, затоа што сега во овој 21 век луѓето не се навикнати да зборуваат гласно, кога ќе се појави човек кој што зборува гласно, одма е отфрлен, контроверзен, одма е чуден, одма е невообичаено. Тоа се и така и ние важиме за на YouTube канал, односно Марио Ивона, без влакна на јазик, затоа што зборуваме без табу тема, немаме табу тема. Зошто табу тема? Зашто во 21 век да постои табу тема? А кои се коментарите? Кој ги чита? Кој како? Сте поделени? Ги читам и двајцата, суштински. Јас го водам каналот, тој технички дел, па некако сум имам прегледност, во однос на тоа, ниво знам да и пренесам и слуша вакво нешто, такво нешто. Суштински имаме многу малку хейт, што некогаш ме загрижува, некогаш и ме радува, затоа што мора да постојат реакции. Јас се радувам на хейт коментарите од еден аспект, но повеќето се навистина позитивни коментари и во однос на тоа што го спомна одговорноста
работата наша или ајде да речам зборувањето јасно и гласно, знае да представува проблем до еден степен, меѓутоа ние ги почитуваме строго YouTube правилата дека не смее на таа тема да се зборува, таква содржина да се емитува и тоа почитуваме, меѓутоа и како гласно и јасно зборуваме на темите кои се актуелни во општеството. Ако го земеме предвид фактот дека нашата најголема публика се тинејџери, сметам дека тие луѓе во годините кои ги имаат го градат своето мислење. Сметам за себе дека сум соодветен академски граѓанин кој барем има нешто преживеено во животот. Јас не содам памет и не давам некакво знаење, не предавам ништо на тој YouTube, просто моето искуство го споделувам со нив. Начинот на кој јас сум ги решил проблемите го споделувам со нив. Можеби баш тој начин ќе им помогне уште барем еден од нив да го реши нивниот проблем. Моето мислење можеби ќе влијае позитивно на нив, па ќе мислат слично како јас или можеби скроз различно. И тоа е, нели, сосема нормално да ми го напишат во коментарто, а јас не се согласувам со вас. И тоа ми се допаѓа затоа што имаме постојано некаква интеракција. Кога ќе отвориш YouTube канал, сваќаш дека веќе не си сам, во секој момент имаш со кого да зборуваш. Ние поставуваме ново видео, во рок од 10 минути имаме над 1000 прегледи, имаме многу коментари, ги читаме, ги гледаш дека се вклучуваш у лајвови, директно ти поставуваат прашања. Цело време имаш некаква интеракција, се запознаваш со луѓето кои те следат, тие подобро те запознаваат, а истовремено и сето тоа го нели поентираме со нешто што е позитивно по нив, предпоставувам. Која е темата која што беше најгледана или најлајкувана или за која што имаше најмногу коментари, како се? Евровизија, предпоставувам. Да, Евровизија и едно видео. Добро, тоа не е најзборувано. Добро, али тема, како тема, Евровизија. Евровизија. Тоа што јасно и гласно кажавме. Што мислиме за Евровизија? Добро, Општо за Евровизија. не сум го гледала тоа видео, што кажавте? Во првото видео Него, ајде ќе се надорзам, што тоа беше моја идеја да го направиме као А ја Евровизија. само се приклучив. Да, а Ивона се согласи со мене, па седна и пошто некогаш најме и одделно да снимаме видеа, во моментот ако немаме потреба да зборуваме двајцата. Суштински Евровизија беше тема на која и како сакавме да дискутираме во однос на тоа како се избра представникот за Евровизија, не само годинава, но и изминатите неколку години и што всушност ние правиме на таа Евровизија. Дали треба да одиме, дали не треба. Но имаме еден проблем во однос на тоа. Кога ќе кажеш на YouTube јас мислам, Добро. луѓето те доживуваат како да си национална телевизија која пласира нешто и наметнува. Не, напротив. Јас мислам во името на Марио Арангеловски. И кога мислам јас, ти можеш да се сложиш со мене или да имаш противно мислење. Но не смееш да кажеш не си во право. Зашто не сум во право? Твоето мислење и моето мислење не се исти. Но и јас сум во право и ти си во право. Тука нема Евровизијата не е поим кој има дефиниција, па ние треба тоа е поим кој има дефиниција од аспект забавно шоу, фестивал кој се одржува на европско ниво, сега веќе не е ни европско, учествува Австралија и поима немам кој, и просто работите се такви. Меѓутоа ние го прокоментиравме овогодинешниот представник во позитивен контекст, но беше протумачено во негативен контекст и дојавме до напади од страна на нивните фанови, што е сосема легитимно, а од причина што јас само сметам дека критиките ги упатив уствари кон националната наша телевизија. И кон начинот на избор. Да, начинот на избор. За мене не е реално да се избира представник интерно и да го бираат луѓе кои уствари не се компетентни за музика. Значи, тоа не е прав избор, а се трошат народни пари, се трошат наши пари, и до пред една година требаше да приморани бевме да плаќаме радиодифузна такса, а може и извршители на врата да ни дојдат, за ние да ги плаќаме да плаќаме сметки, за некого да пратиме да не бламира. Јас немам против поединец. Океј, мене да ме пратат на Евровизија, јас да се изрекламирам себе си. Меѓутоа, јас, кога ќе излезам на сцената, не пишува Марио Рангеловски, туку пишува за жал се уште фиром, меѓутоа, сум представник на Македонија. И јас у тој момент ја представувам државата. Јас имам одговорност кон државата која представувам. Доколку јас сум способен сам да си финансирам проекти, да отидам некаде на европски фестивал, да се представам себе си, буквално никој нема право да ме коментира во било каков контекст. Но додека представувам државата, треба народот да учествува при изборот на песна, при изборот на представниците, при изборот на се живо и диво. Ни фали добре фризери, шминкери, стилисти, сценографија, вложени пари на истата таа сценографија, идеме и врстиме прсти од 2006 па натака. Тоа не се
се кореографии, тоа се смешки, тоа што имаме добра песна која ќе излезат уживо не знаат да бекнате. Друг проблем, не зборам во однос на IQ, IQ се и такако добри. Одличен бенд, вокалот е одличен, ги запознав пред некој време, беше ужасно непријатно кога ги видов во живо после видеото кое го снимивме, но пак ја речам критиката не беше упатена кон нив, туку кон МРТВ, а во однос на самиот избор, јас им ја посакувам сета среќа и се надевам дека ете ќе се пласираат многу добро, имаат супер песничка, они се квалитетни како бенд, а мислам дека имаат некоја потајна мисија која ќе ги доведе до финале. Мистериозни се IQ. Јас само би додала тоа Марија што кажа дека нема нели фризери, шмикери, има, но немаат храброст според мене. И не се луѓето толку отворени, да, има некои се цензури, не гол, зошто не гол на сцена, зашто си кога си маж, кога имаш, доколку имаш тело, зошто да не? Се беше уметност и вулгарност и тоа. А има средина, уметност и вулгарноста и може да најде тенка граница. Па добро, сме гледале многу често настапи на секакви звезди кои што сме гледале, зошто да не гледате од нас? Зошто да не? Тоа е тој момент. Добро, и сега ова само ме буни ова со стоматологијава. Значи ништо друго не ме буни. А социологија... Моја социологија нека не те чуди, тоа се познава. Јас се зборам со по навиен. Социолог можеш да бидеш идеален секаде. А зашто да не еден ден сум стоматолог кој што пее и кој што има ординација, друг доктор работи за него. Така, Тоа е веќе бизнисмен. Тоа е веќе бизнисмен. На друга страна сме. Не, убаво е да се учи, нели, да сме академски граѓани, без разлика што она има некаква струка. Јас ја запишав социологијата од причина што тоа е општествена наука која ми нуди знаење од секаква нели област и просто можам социолозите се најчесто критички настроени кон се нешто што се случува во државата. Тоа не секогаш е позитивно, не секогаш е добро, меѓутоа објективното разгледување на нештата е треба многу да се почитува во земјата, затоа што овде сите гледаме субјективно. Ако лупам се, ја и ти да сме многу добри пријатели, ја ќе дојдам во емисија и ти нема да ме прашаш за ништо што е шкакливо. Зашто? Затоа што јас ќе ти се наутам, ќе се навредам, ќе ти ја напуштам емисијата и така натаму. Меѓутоа, доколку ние сме објективни и го прашуваме соговорникот она што народот го сака да го слушне, тогаш и како ќе бидеме оштри, но ќе настане и друг проблем, ќе немаш гости во емисија. Да. Кога сме кај оштрината, зошто тоа Куманово бил, како рече на почетокот? Да, ние сме навикнати да се мразиме. Не, тоа е само почетна фаза, после сме добри, после сме браќа. Апсолутно. Навистина е таков впечатокот на прва? Не, се зезавме малце, мислам, има терсене народ во Куманово, али го има низ цела Македонија сега. Така, сегде има. Да не ние сме од Куманово, па тоа сме го доживееле на наша кожа, оти сме од таму, да сме од Скопје, веројатно и тука би налетеле на секакви али будали. Суштински, добар сме ние, наред малку сме отидени, али суштински сме добри луѓе. Шалџи сме преценили. Добри луѓе, топли луѓе сме. Денеска малце не поквари оваа модернизација на времето, глобализацијава, не уништи скроз, али сме добар народ, топол народ, шлакнати такви улави, си шеткаме, си одиме, си правиме нешто, се вртиме со просечна плата од 200 евра, си се шуњаме, никој не го брига за ништо. А толку не ни е добро, а толку сакаме промени, а толку си тапкаме. А толку не сме спремни да ги доживееме тие промени. Да, не сме спремни за промени. Снима Емил тамо. Кажувам на Емил да ве снима, ова е ново видео. Јасмин, инаку, Јасмин. А Јасмин, пардон, ја неколку пати Емил, па Емил. Така го чув, добро. Добро, ви благодарам за присуството и јасно ми е сега зашто некој нема влакна на јазикот, некој друг се придружува само кон тоа немањето влакна на јазикот, ама тоа е добро. Нели заедно го менуваме општеството, иначе ништо од менувањето. Така. Ви посакувам многу повеќе лајкови, многу повеќе прегледи, така. Се она што нели сте го посакувате и посакувам и музичката некако да ја терате кариера. Ќе биде се понешто, ти благодарам на поканата пред се, на убавото гостопримство и еве апелирам до сите ваши гледачи да го посетат нашиот YouTube канал доколку се уште не сте, да се претплатат, тотално бесплатно е и ете да сигурно ве очекуваат добра забава и уште еднаш ти благодарам и ти посакувам многу успешни емисии понатаму и посакувам и оваа телевизија да блесне во полн сјај. Супер, и за крај благодарам за уште еднаш од мене за поканата и за убавите. Некои од вкусите глупи вицови на кои што никој не сме да се насме. Одиме за крај во камера 2. Може на Кумановски? Може на Кумановски, да. Во камера 2. 2 му е. Добро. Камера 2. Вели вака, на Кумановски вицот на кој ние се утепавме од смење пред една вечера. Суштински никој не сме да се. И вели мажот на жената.
Краво една, што си купила 2 пара ципеле? Конју глуп крава има 4 ноги. Победник, крај. Ја затвараме емисија. Пишам нашиот омилен. Добро. Супер, не се смеев. Не, никако. Малку. Одиме натаму ние со отворената попладневна програма на телевизија Нова, наречена информација точна и навремена. Ја гледаме повторно Викторија Лоба со одличната тема Херој, хит на неделата.